Во денешното интервју за порталот Курир разговараме со Дарко Кустовски, новоизбраниот градоначалник на општина Бутел. Добар ден, господине Кустовски. Добар ден, добар дојдовте. Вака, вие сте веќе градоначалник 4 месеци. Во вашата кампања најавивте многу проекти. Дел од нив веќе и започнавте да ги реализирате. Еве најпрво да започнеме, вие најавивте и изградба на нова поликлиника, едно од најгорливите прашања за граѓаните во општина Бутел. До каде сте со новата поликлиника? Дефинитивно тоа е едно од најгорливите прашања на граѓаните на општина Бутел. И она што сакам да го истакнам во овој момент е дека за многу кусо, за не цели 2 месеци од сега ќе биде готов планот, целосната документација урбанистичка за да може да градиме поликлиника веднаш до општината на местото на старата амбуланта. Но она што е поважно е тоа дека општина Бутел е спремна да најде начин сама да изгради нова поликлиника и јас сум убеден дека тоа ќе биде така за многу кус период. Но во оваа прилика би сакал да истакнам дека тука неминовен партнер треба да ни биде и Министерството за здравство, бидејќи се испреплетуваат ингеренциите околу изградбата, но јас сум убеден дека ниту еден министер или во моментов Беким Сали нема да одбие на таква понуда од наша страна да изградиме нова поликлиника за граѓаните на општина Бутел. И вака оптимистички сметам дека ако се иде според планот, дека и во текот на оваа година веќе ќе започнеме со градба на нова поликлиника. Најдоцна во текот на идната година, но сметам дека има убава сериозна шанса да тоа да биде и во текот на оваа година. Овој објект планирате сами да го изградите без помош од државата финансиски? Да, првично планот е таков. Дали ќе биде тоа со кредитно позаемување, веќе го разговараме тој момент и е сосема реален, бидејќи општина Бутел во изминативе 10 години отплаќаше еден кредит за основното училиште Живко Брајковски. Тој за волја на вестината веќе последната рата баш во овој период сега ја исплаќаме и сме кредитно способни за некој следен проект, а тоа секако јас и моите соработници цениме дека треба да биде нова поликлиника затоа што граѓаните на општина Бутел тоа го заслужуваат. Вие еве сте еден од ретките градоначалници кои што од самиот почеток сфати колку е важно образованието и вие веќе имавте еден инвестициски циклус во образовните институции. Колку пари инвестиравте во тоа? Во основните училишта инвестиравме 10 милиони денари, додека во градинките 3 милиони денари. Во две основни училишта изградивме и две совршено модерни баскет игралишта, кое што за скоро треба и да има отварање. Едното е во основното училиште Ацо Шопов, другото е во основното училиште Свети Климент Охридски. Исто така изградивме и две детски игралишта во градинката во Живко Брајковски. Инфраструктурата исто останува еден од најголемите проекти, проблеми и вие најавивте низа проекти за решавање на тие проблеми. Конкретно, еве, најавени ви се неколку поголеми улици, најголемите улици во вашата општина. Од кога може да почнеме да очекуваме дека ќе се реализира? Заедно со градот Скопје, Бутелска ќе ја почнеме за многу скоро. Кога велам за многу скоро, верувам дека не повеќе од 30 дена од сега. Улица Бутелска во должина на 1 километар таму каде што е најоштетена. Во моментов се проектира и улица Радишанска. Јас гледам начин, заедно со градот Скопје, гледаме начин не само проект, туку оваа година да има и реализација на асфалтирање на улица Радишанска. Една од покрупните улици која што сум убеден дека ќе ја направиме со меѓуопштинска соработка заедно исто така со градот е улица Скојевска во Радишање, можеби таа е најглавната артерија на оваа населба. И тоа во должина во 1800 метри, потегот на целата улица, која што е некаде долга околу 1000 метри, и 4 крака на улицата, кои што се во вкупна должина некаде околу 800 метри. Сето ова во првата година, но покрај ова и некаде околу 15 улички во моментот веќе проектираме, помали улички. Буквално во секое населено место, има скоро по некоја неасфалтирана уличка, да гледаме во текот нова година да бидат асфалтирани. Што се однесува до улиците е тоа. И сметам дека ќе има една сериозна градежна офанзива кога се во прашање улиците во текот на оваа година и мислам дека во период на една година ќе асфалтираме како можеби 10 години назад. Дали ги исчистивте депониите во општина Бутел? Да, на мое лично големо задоволство, бидејќи не можев да сфатам зошто во изминатиот период не се чистат.
искрено не можев тоа да го сватам. И ете докажавме дека можело во период од 100 дена, првите 100 дена ние исчистивме околу 25 големи депонии и не само што ги исчистивме, контролираме со наши комунални редари повторно не се фрла таму ѓубре. Поставивме секаде табли дека е забрането фрлање шути отпад и поставивме телефонски број каде што може да се алармира веднаш за службите наши да настапат. Исто така, тука добро е да споменам и река Серава во потегот на Радишани и таа е исчистена, бидејќи на некој начин и таа можеше да се каже дека е депонија. На некој начин, пошто навистина беше хаос, таа е исчистена и веќе кога сумка и река Серава, морам да истакнам дека имаме одлична соработка со градот по однос на реката, имаме веќе одобрено 20 милиони денари за изградба на корито на реката и трим патека. Во моментов веќе се проектира ова што го зборувам, изградба на корито и трим патека. И јас сум убеден дека во текот на оваа година ќе започнеме изградба на корито и трим патека, особено во потекот на Радишиње за почеток, а низ текот на целиот мандат на секаде низ Бутел каде што се простира реката Серава. И ова е вака еден од клучните проекти кои што ги најавивме, кои што сум убеден дека ќе ги започнеме. Вие неодамна започнавте со изградба и на општинско училиште во населеното место Визбегово. Проект кој што е најавуван низа години наназад и наназад, еве вие конечно го започнавте. За колку време очекувате да биде завршено? Училиштето се гради во соработка со Министерството за образование и наука. Сметам дека и рокот кој што е даден на изведувачот е година и пол, ја гледам дека набидуваме често дека иде секако што треба. Тука сме како партнер по однос на ово училиште. Убеден сум дека и целосната инфраструктура околу училиштето која што е потребна, веќе некои улици од тие ги проектираме, ќе бидат изградени за се со цел да добие на вака целосна димензија тоа училиште, кое што е многу горлив проблем или да речам проблем број 1 за граѓаните на населеното место Визбегово. Кога сме веќе кај училиштето, добро е да споменам, вака ексклузивно, дека можеби за најрано еден месец, еве нека бидат 2 месеци, да не бидам фатен баш за збор, ќе почне со изградба и нова градинка во населеното место Свети Климент Охридски. Едно фантастично дело, проектот е веќе готов, сите процедури се завршени и така да паралелно ете уште во првата година се гради и основно училиште и нова градинка на територија на општина Бутел. На мое големо задоволство, а нели пред се на задоволство на граѓаните на општина Бутел. Вака, вие за кратко време започнавте многу проекти, тоа се многу пари кои што вие ги трошите. Очигледно е дека општината има стабилни приходи. Еве да ве запрашам, што се случувало последниве 4 години? Зошто камен на камен не е ставено? На што се трошени тие пари? Не може да се пофалиме дека сме некоја богата општина, но ако се работи домакински може да се најдат многу решенија. Па еве ќе ви кажам неколку примери. Например, особено задоволство граѓаните на општина Бутел во текот на зимскиот период има по нашето чистење на снегот. За прв пат се поминуваше и по некои споредни улички, навистина оперативно фирмата си ја заврши работата по однос на тоа што е платено. И за сето тоа ќе платиме некаде околу 2,5 милиони денари. Во текот на минатата година, кога беше претходниот градоначалник, имавме ужасно справување со снегот, на општо незадоволство на граѓаните и за тој тендер беа потрошени 8 милиони денари. И многу евидентно на кој начин се трошеле парите. Вториот пример е привремените вработувања. Јас веднаш кога дојдов ги скратив на половина средствата за привремени вработувања, од 22 милиони на 11 милиони. Сето тоа се пари кои што идат во инвестиции. И на тој начин, доколку се работи домакински и доколку се штеди, разликата ќе биде евидентна, каква што е и практично сега во моментот. Но сепак, во оваа ситуација би сакал и да апелирам до граѓаните на општина Бутел, бидејќи се случува една интересна ситуација. Гледаат дека работиме, гледаат граѓаните дека даваме се од себе и некогаш и се зголемуваат кај одредени граѓани очекувањата, мислат дека се наеднаш можеме да завршиме. Не, само ги замолувам да имаат трпение, ќе стигнеме секаде. Има време, 4 години трае овој мандат, мораме стратешки, бидејќи немаме ние магично стапче се наеднаш да направиме, но верувајте, кога се работи домакински, искрено и со срце, ќе стигнеме на вистина секаде каде што е потребно. Со проблемите на оваа општина јас се будам, живеам и навечер легнувам, ги знам сите проблеми на територија на општина Бутел и само барам трпение
и верувајте дека барем во најголем дел ќе бидат решени. Сето она што сме го ветиле ќе биде решено. Имате план и концепт како да ја реализирате целосната програма? Апсолутно. Не би останувал на работа секој ден од некаде 9 часот наутро, па некогаш и до 21 часот навечер, но пред 19 часот се немам вратено заедно со мојот кабинет дома. Бараме начини, работиме, проектираме, гледаме на вистински начин да ги искористиме средствата и секако се тоа низ една домакинска процедура, штедлива процедура, бидејќи повторно ви реков, Бутел не е некоја богата општина и за волја на вистината општината наследив со пола милион евра долг. Но сето тоа може да се изменаџира ако на вистина се сака. Вие конкретно започнавте со изградба на во моментов градите нов парк во населеното место Расадник, најавивте изградба на многу повеќе паркови. Кој временски интервал ви е потребен да ги завршите? Првата фаза во паркот во населеното место Расадник поточно е веќе при крај. Од понеделник ќе почнуваме и втората фаза. Тоа е сериозно паркче, некаде од над 3000 метри квадратни. Навистина, во едниот дел ќе има и патека, каде што ќе може да се прошетаат граѓаните, нешто што им фалеше на Бутелчани долго време, но не застануваме тука со паркови. Секое ќоше или секој, особено местата кои што беа претходно депони, ние практично ќе ги претвараме во паркови. Второто место кое што ќе прерасне во едно мало мини паркче ќе биде веднаш карши црквата, спроти црквата Свети Јован во Бутел 1 и на повеќе позиции во иднина каде што имаме ветено ќе создаваме паркови. Секако во соработка тоа го правиме со паркови Зеленило и градот Скопје на наше големо задоволство и навистина сметам дека она што во минатото го гледавме како бетонизација на Бутел, градење на згради таму кај што не има место, до сега ние одговараме со поставување на зеленило на одредени позиции. Мислам дека тоа е вистински начин на работа кој што морам да истакнам задоволство што веќе граѓаните и како добро квалитетно го поздравуваат. Вие истовремено покрај функцијата градоначалник имате и спортски клуб, таеквондо клубот Бутел. Кај вас доаѓа и освојувачот на сребрена олимписка медаља. Некако општина Бутел произлегува дека е расадник за спортски таленти и спортисти. Вие најавивте и многу програми за поддршка на спортот, имате најавено и финансирање на спортски клубови и стипендии за млади спортисти, за спортисти над 18 години. Меѓутоа најавивте и изградба на олимписки спортски комплекс кој што е огромен и претпоставувам ќе ви требаат повеќе години да го изградите и да го завршите. Некако да ми дадете сиже за поддршката во спортот во општина Бутел. На почеток накратко, кога е спортот во прашање, никој не треба да има дилема на територија на општина Бутел. Де факто Бутел е најспортска општина согласно резултатите, не само таеквондо и од Шабан Трстена, Шабан Саидио, тука или Фелмас, но не е инфраструктурно најспортска. Јас ќе се борам инфраструктурно да биде најспортска општина. Веќе направивме две ултрамодерни игралишта за баскет кои што наскоро ќе бидат отворени, че тоа се сериозни, добри, квалитетни игралишта, но ќе продолжиме и натака со инфраструктурата во сите населени места каде што има спортско игралиште, скоро во секој населено место по некое спортско игралиште се во катастрофална состојба и секаде ќе бидат реконструирани за време на овој мандат, тука да нема никој дилема, бидејќи се заборавени, тие се направени пред 10, па 15, никој пред 20 години нема чепнато ништо. Кога е прашање поддршката на спортистите пак, за како новина ќе стипендираме и спортисти, и сениори, и младинци, нормално низ една транспарентна процедура, тука не треба да има никој дилема, јас особено сум свесен што значи спортски успех и на кој начин се стига до него. Секако ќе се поддржуваат и спортски клубови. Одвоивме скоро 4 милиони денари за сето ова за почеток, натака се надам дека ќе расте оваа бројка, бидејќи спортот е како битна работа. Она што е многу важен момент е ситуацијата со олимпискиот комплекс. Тоа е една ситуација која што јас најавив дека ќе се одвива некаде 8 години минимум и во таа смисла потребен е многу добар, сериозен план како да се отпочне сето тоа, но на почетокот на поведок е едно фудбалско игралиште веројатно со вештачка трева, на тој потек каде што е најавен спортскиот олимписки комплекс, какво што нема во Бутел. Понатака една сала за боречки спортови, тоа е она на почетокот што го гледам како реално и како можно,
но секако во иднина затоа ќе ни треба и соработка, ќе бидам искрен, и со централната власт, здравје Боже, за да може да го постигнеме она што го најавивме, а јас сум убеден дека ќе дојде до тоа. Сега да се навратиме на други проблеми со кои што се соочува, претпоставуваме, вашата општина, како и сите други. Тоа е цената на енергенсите, на електричната енергија. Наеднаш вие почнавте да добивате сметки 5 и 6 пати повисоки од претходно. Буквално е така во Бутел. Ако за истиот период, минатата година за истиот месец се плаќало 1 милион денари струја, сега ни доаѓаат сметки од 6,5 милиони денари. Во моментот сме во фаза на веќе финално на склучување на фаза на спогодба со ЕВН, за да може тоа сето на рати да го плаќаме, бидејќи едноставно општината не може да издржи да го поднесе тоа. И во таа смисла најдовме некој начин за да амортизираме малку, бидејќи со големо жалење можам да констатирам дека владата навистина тука не помага со ништо, а таа е таа која што треба да помогне не на општината, туку на граѓаните, практично општината е граѓаните. Сум члени на управниот одбор на ЗЕЛС. На последната седница требаше да дојде вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, најавен беше. Токму да разговараме на оваа тема, тој не дојде. Како заклучок од таа седница излезе дека бараме итна средба со владата како управен одбор на ЗЕЛС. Веќе поминаа 20 на дена, нема ни трага ни глас од сето тоа. И практично влада се однесува како макија, вака условно кажано према општините, што е навистина лошо. Така да ќе видиме во иднина како ќе се справуваме, сериозен проблем со електричната енергија, но јас сум убеден дека ќе најдеме начин за да сето тоа да го пребродиме и да го менаџираме вистински. Повторно ќе напоменам, кога е домакинско работење во прашање, се може да се реши. Не очекувате било каква помош од државата, затоа што вие во моментов практично сте оставени сами на себе, дали граѓаните да имаат улично осветлување? Да бидам искрен, логично е да очекувам како градоначалник, но не ја гледам реалната можност за такво нешто, бидејќи гледам дека, за жал, државата, тоест државните институции, владата немаат слух за ова прашање и како намерно да сакаат да наштетат на општините во смисла на тоа да се исклучи, да дојде до исклучување на струјата и граѓаните да го фрлат бесот врз општините, што мислам дека нема да е така. Мислам дека повеќе бесот ќе биде насочен кон владата, бидејќи во вакви ситуации, во секоја нормална држава, треба да интервенира владата, бидејќи таа има и ресурси и моќ да интервенира. Практично, општините се немокни да се справат со една ваква ситуација и мислам дека веќе и како гневот иде према владата, кога гледаат дека не ќе да им помогнат на општините, а сите тие општини и градоначалници се избрани од токму од тие граѓани, бидејќи верувале во нив дека може да направат нешто и сега во оваа фаза гледа дека некој намерно ги кочи во одреден дел и затоа сметам дека гневот ќе биде насочен таму. Но тоа не е толку важно. Важно е граѓаните да имаат квалитетна услуга и да имаат струја и затоа ова нека биде напел до владата да размисли трезвено, бидејќи помага на сопствените граѓани со тоа. Значи многу е едноставно. Вие велите дека ви се важни граѓаните. Колку често остварувате контакти со нив? Ако не се лажам, вие имате и отворен ден, а често може луѓе да ве забележат и по улиците низ општина Бутел. Тоа работа, да. Сум бутелчанин, често сум низ Бутел, знам да прошетам многу често за волја на вистината, кога излезам на нешто кратко да купам нешто до маркет или слично, тоа може да трае и час и пол, два, но уживам во тоа. Претходно, за да закажете средба со градоначалникот во последниве 4 години, требаше писмено барање да доставите до архива и да наведете за што ја барате средбата. Дали ќе бидете повикани или не, тоа беше знак прашање. Сега има отворен телефон. Не постои граѓани на територија на општина Бутел кој што ќе се јави на тој телефон и нема му биде закажана средба со мене. Секој вторник, цел ден, во текот на цел ден јас правам средба со граѓаните на општина Бутел и она што навистина почна веќе да ме нервира е кога ќе дојдат луѓето, некои има барале средба 4 години со претходниот градоначалник, тоа не го добили и сега ми се заблагодаруваат на тоа што јас морам да го направам. Не треба да се заблагодаруваат на тоа што ми мене работа. Мене ми е работа да се гледам со нив и навистина тоа веќе одма уште на стартот го отворам, викам не таман работа, јас треба да се заблагодарам што вие сакате да разговарате со мене, а не обратно. Така да створена една неприродна ситуација која што полека ја разбиваме. И имаме отворен ден, тука имаме отворен ден во урбанизмот,
општината е максимално отворена. Само вртите на еден телефон, добивате термин, буквално, и доаѓате, разговарате. Сега можеби ќе почекате 2, некогаш и 3 недели, бидејќи е пребукирано, не биле граѓаните примани во минатото, сакаат средба, имаат различни проблеми, заглавени по лавиринтите општински и така натаму, но како и да е, средба се случува. Секако ако се алармира дека е нешто многу итно, тогаш јас практично се гледам со сите. Но не е само вторник, и во тек на други денови, кога се поитни ситуациите, јас одвојувам време во текот на денот да поразговарам со граѓаните, и тоа граѓаните на Бутел го знаат, не е тајна. Докаде сте со процесов на легализација на дивоградби процедура, која што функционира години наназад, меѓутоа еве се доби впечаток не само кај вас и други скопски општини дека многу решенија биле тргнати на страна. Вие еве конкретно во неколку наврати и вие ја објавивте и на вашиот Facebook профил дека потпишувате нови решенија. Луѓе во си имаат проблеми со години, тука има и други проблеми за тоа што не е легализирано, луѓето не можат ни данок ни имат да платат на општината. Докаде сте со легализацијата е посебна приказна. Она што до сега успеав да го видам е дека одредени предмети се тргани намерно на страна, зашто во моментот испитувам, кои што ги исполнуваат условите. Секако дека ќе испитам се до крај и соодветна постапка ќе биде поведена по однос на тоа прашање. Легализацијата ја откочивме на некој начин, таа беше заглавена, заради кои причини повторно ќе ви кажам испитувам и не ќе да инсинуирам нешто што не можам да го тврдам во моментот. Едноставно се работи по закон, секој кој што ги исполнува условите си добива легализација и тоа така и треба да биде. Тоа е едноставна процедура која што ги исполнуваш законските прописи, добиваш легализација, но некој претходно веројатно на друг начин работел и по трет пат ќе кажам тоа во моментот се испитува и ќе видиме за што точно станува збор. Она што е многу важно е што во овој момент би сакал да кажам, да искористам приликава на јавноста, доколку било кој граѓанин забележи било каков начин на барање на мито за било што поврзано со општината, веднаш да ме контактира лично. Ќе најде начин да ме исконтактира лично или нека дојде веднаш во општина и нека каже дека станува збор за ова, нека ме исконтактира мене лично. Затоа што ако со нешто директно фронтално се борам од кога што сум тука, е пред се со сузбивање на корупција која што има сериозни индиции дека постојала во минатото. Ви благодарам, господине Костовски, на можноста и убав ден.